Здраво, дечиња! На некои од вас родителите, на некои бабите и дедовците ми кажаа дека денеска сте биле многу умни, ама и вредни, дека сте многу изморени и дека за побрзо да заспиете и да имате мирно сонче, ќе треба да ви прочитам неколку приказни. Со задоволство ќе го направам тоа, а вие затворете ги очињата затоа што приказните за добра ноќ најубаво се слушаат така. Лавот, волкот и лисицата. Лавот, кралот на животните, беше болен, па сите негови поданици дојдоа да го посетат. Само еден не достигаше – лисицата. Волкот, кој од секогаш не можеше да ја поднесе лисицата, му рече на лавот: "Господине, лисицата не дојде да ве посети затоа што не ја гаеле за вас." Тој не стигна да ја доврши мислата, кога лисицата дзирна од пештерата. Игнорирајќи го волкот, таа се сврте кон лавот и поклонувајќи се помпезно, објави гласно: "Извинете ме за моето доцнење, ваше височество. Бев во една далечна земја за да барам лек за вашата болест." Лавот и рече: "Најмила лисица, каков гест! И кажи ми, најде ли лек?" "Се разбира, ваше височество," му одговори лисицата. "Треба да ви биде топло и затоа треба да носите бунда направена од топлото крзно на волкот." Пред да има време лавот да го прифати предлогот, волкот се сврте на петици и избега за да си го спаси животот. Лисицата пак остана покрај кралот, смејки се под мустаки. Трката на животните. Беше вечерта спроти кинеската нова година, но наместо да слават, животните се препираа. "Новата година ќе се вика година на волот," згрми волот. "Нема, ќе биде година на мајмунот," списка мајмунот. И сите други животни го кажаа истото. Глушецот предложи: "Ајде да се тркаме, кој ќе стигне прв на речниот брег од спротива, ќе и даде име на новата година." "Договорено," одговорија во еден глас петалот, тигарот, зајакот, змејот, змијата, конјот, козата, кучето и свињата. На договорениот знак, сите 12 животни почнаа да пливаат избезумено, плискајќи вода насекаде. "Јас победувам," рече волот со длабок глас. Меѓутоа, глушецот скокна на неговиот грб и кога волот беше само на еден замав од целта, тој скокна од неговата муцка право на брегот и го допре брегот пред него. "Победив!" цивкаше среќно глушецот. И така, таа година беше наречена година на глушецот. Следната година беше година на волот и така натаму. На овој начин, сите 12 животни и го дадоа своето име на годината според редот по кој пристигнаа на целта. Изгубената принцеза. Во една длабока, темна шума си живееше еднаш една девојка која беше сираче. Таа живееше во колиба со една злобна жена која ја принудуваше да работи од утро до мрак и често ја казнуваше без никаква причина. Еден ден, девојката најде еден кутар дабар кој се беше фатил во стапица и падна многу жал. Побрза да го ослободи, а малото животно, кое можеше да зборува, и рече: "Ти благодарам што ми го спаси животот. Од сега секогаш ќе ти бидам пријател." Следниот ден, злобната жена и нареди на девојката: "Однеси ја вреќава со жито во несреќната воденица." Преплашена, девојката веднаш утрча кај дабарот. "Те молам, помогни ми.
Секој што ќе отиде во несреќната воденица, веќе никогаш не се враќа. Животното ја раскажа својата приказна. Треба да знаеш дека собственик на таа воденица е еден избувлив волшебник. Еднаш бев човек, но потоа го налутив и види што ми се случи. Како и да е, не грижи се, затоа што ако го послушаш мојот совет, се ќе биде во ред. Кога девојката стигна до воденицата, кучињата чувари на воденичарот почнаа да ја ржат, но, како што и кажа дабарот, таа им фрли малку леп, па ти ја оставија намир. Одеднаш, девојката слушна глас кој доаѓаше од реката. Помош! Помош! Гласот беше на едно дете кое се давеше. Девојката веднаш утрча да го спаси и наскоро откри дека момчето беше воденичаровиот син. Кога го врати кај татко му, волшебникот и рече: Ти благодарам. Земи ги ова убаво брашно и овие скапоцени камења. Исто така, земи го и овој букет цвеќиња. Ако го допреш дабарот со него, повторно ќе стане човек. Додека се враќаше дома, девојката го сретна синот на кралот, кој го јаваше својот конј и кој бараше преноќавалиште. Таа го одведе кај злобната жена, која го пречека со сите почести и му понуди вода во леген на кој беше кралскиот грб. Кога го виде тоа, младиот човек викна: Кој ти го даде овој леген? Тресејки се од страв, жената призна дека таа ја грабнала девојката уште како бебе од кралскиот дворец и ја изнела надвор од тој леген. Тогаш принцот во младата овчарка ја препозна својата сестра близначка која исчезна како дете, па реши да ја врати во дворецот со себе. Таму кралот и кралицата ја пречекаа со многу радост. Иако сега беше принцеза, девојката не заборави на дабарот и го бараше насекаде. Кога конечно го најде, го допре со цвеќињата. Во тој миг тој се претвори во згоден младич и се ожени со неа. Трите жилби на дрвосечачот. Еден дрвосечач беше во шумата и сечеше борови и ели со својата секира, жалејки се при тоа. О, Зевс, работам од утро до мрак, но пак сум сиромав. Кога слушна дека некој го довикува неговото име, Зевс, господарот на Олимп, долета од еден облак и слета право пред човекот. Кажи ми 3 желби и ќе ти ги исполнам. Дрвосечачот утрча дома пресреќен. Жено, Зевс ке ми исполни 3 желби, што да бараме? Да не ги потрошиме залудно. Седни намаса со мене и внимателно ќе размислиме, му одговори жена му, ставајќи му вино. Ах, многу сум гладен. Добро би ми дошол еден леп, рече тој и одеднаш топол леп се појави пред него. Залудно потроши една желба, списка жената и почна да го прекорува. Ех, да можеше овој проклет леп да ти се напика во носот, избувна тој, а лебот одлета право во носот на жена му. Ох, не, што направив? Извика дрвосечачот. Имаме уште една желба. Се разбира, можам да посакам секакви богатства и раскош, но што ќе правиме ако ти останеш со овој голем леп напикан во твоето лице? Подобро сиромашни, ама среќни, рече жената. И така посака од Зевс да направи лебот да исчезне, а нивната желба беше исполнета. Бакарниот петал и петалот од кокошарникот. На една фарма имаше вистински петал во кокошарникот и бакарен петал на ветроказот на еден покрив.
Јас седам на високо затоа што сум многу важен петел. Јас сум оној што им кажува на ветровите каде да дуваат. Се лажеше самиот себе си. И тој постојано го гледаше долу петелот во кокошарникот, кој мирно си колваше во дворот. Еден ден дуваше силно ветриште. Петелот ги собра кокошките и пилињата и ги одведе на безбедно во кокошарникот. Колку е храбар и грижлив, велеа кокошките за него, додека пилињата, стутулени под неговите разнобојни крилја, чурулика: колку е добар нашиот татко. Во меѓувреме, петелот на покривот му викаше на ветрот: престани да дуваш, ми се врти во главата. Но ветерот не му обрнуваше внимание и дуваше колку што сакаше. Во еден миг имаше еден толку силен налет на ветар, што петелот од покривот беше откорнат и тресна на земји главечки, токму пред вратата на кокошарникот. Малата гусарка. Еден витез сретна една старица која се качуваше по една стрмна патека со тешка кошница полна со јаболка на грбот. Младичот и се понуди да ја придружува и да ги носи јаболката до незината трошна фарма, каде што најде една нечиста девојка облечена во партали, која ги вардеше гуските, но не ја обрна многу внимание. За да ти заблагодарам за помошта, сакам да ти ја дадам оваа смарагдна кутија за накит, му рече старицата на витезот, кој го прифати подарокот и си го продолжи патот кон соседното кралство. Таму, тој се представи пред кралот и кралицата и ја даде кутијата за накит на кралицата. Кога го виде убавиот бисер во кутијата, кралицата се расплака. Ова сигурно е од нашата изгубена ќерка. Поради една клетва, секоја незина солза се претвора во бисер како овој. Те молам, однеси на кај оној што ти ја даде кутијата. И така, витезот ги одведе кралот и кралицата до куќата на старицата и стигнаа токму кога гусарката се миеше во реката. Без нечистотијата, девојката беше многу убава, а кралската двојка извика: ќерко, конечно те најдовме. И така, семејството беше повторно соединето, а старицата, која всушност беше самовила, ја претвори фармата во раскошен замок, каде што принцезата и витезот живееа откако се венчаа. Еленот и еленчето. Во срцето на една шума, на тепих од диви зумбули, едно еленче среќно си пасеше до својот татко. Сакам да пораснам висок како тебе, му рече еленчето на татко си. Еден ден ќе пораснеш, сине. А ќе имам ли рогови големи како твоите? Ќе имаш, мило мое. А ќе бидам ли силен и храбар како тебе? Ќе бидеш, малечок мој. Одеднаш таткото и синот слушнаа шушкање во грмушките. Додека таткото Елен го душкаше воздухот, низ долината се разнесе страшниот рик на еден голем лав. Брзо, да бегаме, извика Еленот. Трчајќи и скокајќи кон најгустиот дел од шумата, таткото и синот бегаа за да си ги спасат животите. Дури, откако стигнаа на една далечна ледина, конечно застанаа. Зошто плачеш, малечко мое? Го праша таткото. Си мислев дека ќе се соочиш со лавот, а наместо тоа ти избега, призна еленчето ни солзи. Не е мудро да се бориш против оние кои се посилни од нас. Вистинската храброст е во препознавањето на сопствените граници и во повлекувањето кога тоа е неопходно. Еленчето се насмевна.
Се надевам дека ќе бидам како тебе кога ќе пораснам, тато.